Почитувани ученици, добар ден! Моето име е Марија Кустовска и јас сум професор по македонски јазик и литература во Основното училиште Блаже Куневски од Скопје. Денеска заедно со мене ќе учиме една нова наставна содржина, чие име е Кодификација на македонскиот литературен јазик и први објави на македонскиот правопис и македонската азбука. Целите на денешниот час ни се да научиме што е кодификација, да ги знаеме значајните датуми и првите објави на македонскиот правопис и македонската азбука. Што е кодификација? Кодификација значи прифаќање и систематизирање на јазични правила и закони на еден јазик и пропишување на задолжителна јазична норма. Со кои датуми е поврзана кодификацијата на македонскиот литературен јазик? На 2 август 1944 година, на првото заседание на АСНО, кое се одржало во манастирот Прохор Пчински, било донесено решение за воведување на македонскиот јазик како службен јазик во македонската држава. На 5 мај 1945 година била усвоена македонската азбука, додека на 7 јуни 1945 година бил усвоен македонскиот правопис. Можеме да ја погледнеме и фотографијата од решението, кое што било донесено на првото заседание на АСНО. Блаже Куневски и неговите ставови за кодификацијата. Блаже Куневски дал значаен придонес во кодификацијата на македонскиот литературен јазик, односно во изградувањето на литературно јазична форма. За принципите на кои се темели македонскиот правопис и азбука, тој го изјавил следното. Македонскиот јазик треба да се темели на централните говори. Македонската азбука да биде составена од онолку букви колку што има гласови во литературниот јазик. Правописот да се изработи на фонетски принцип, односно за секој глас да имаме по една буква. Кои се првите објави на македонската азбука и правопис? Во 1945 година е објавен македонскиот правопис со правописен речник од авторите Блаже Куневски и Крум Тошев. Во 1946 година е објавено делото Македонска граматика од авторот Круме Кепески. Во 1952 година е објавено капиталното дело Граматика на македонскиот јазик од авторот Блаже Куневски. Оваа граматика представува основа на современата македонска азбука. Заклучок. Кодификацијата на јазичните правила и закони е од голема важност, поради тоа што со усвојувањето на азбуката и узаконување на правописот се создал брз развој на македонскиот литературен јазик, а со тоа и олеснување на примената на јазичната норма и практика. Задача за допун. Разгледајте ги граматиката и правописот на македонскиот литературен јазик и напишете сопствено мислење. Што можеме да научиме од граматиката, а што од правописот? Драги ученици, ви благодарам на вниманието. Се надевам дека заедно со мене полесно ја совладавме новата наставна содржина. Довидување!